Добар ден, најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство во голем број на овогодинешниот Преспа форум диалог. Денеска имавме панел на кој што присуствуваше и премиерот на Србија, господја Брнабич, потоа генералниот секретар на регионалниот совет за соработка, како и експерт од Рим за регионална соработка, на кој што разговаравме за економската интеграција на Западниот Балкан со земјите од Европската Унија. Доколку имате некои прашања, јас сум тука да ги одговорам. Премиере, прашање околу францускиот предлог. Официјално Македонија не го видел, бидејќи тој интерен документ на Европската Унија, но доколку според медиумите информацијата е дека сите бугарски прашања би влегле во преговарачката рамка, дали е тоа прифатливо за Македонија, бидејќи до сега беше ставот дека вакви билатерални прашања барем за нас не е прифатливо да бидат во преговарачката рамка и поврзано со ситуацијата во Бугарија, дали доколку наскоро не се реши политичката криза, дури е можно и после есен да се одложи било каков процес во Бугарија на димување на проблеми. Благодарам. Благодарам на прашањето, како што го поставивте вашето прашање, точно е дека во моментов кај нас нема дојдено предлог кој што е усогласен на ниво на сите земји членки на Европската Унија. Доколку земјите членки на Европската Унија, вклучително и Република Бугарија, усогласат предлог во однос на проширувањето на следниот самит, тогаш тој ќе биде испратен до нас и ние како таков ќе го разгледаме и нормално дека ќе ги дадеме нашите забелешки. Што се однесува до нашите позиции, ние имаме многу јасни позиции, дека за македонскиот јазик и за идентитетот на народот, од било кој аспект на македонскиот народ, од било кој аспект не се разговара и дека преговарачката рамка е мултилатерален документ кој што ќе треба да биде одобрен од страна на сите земји членки и кој што ќе овозможи затворање на низ процесот на сите отворени прашања кои што ние ги имаме во процесот на пристапување кон Европската Унија. Исто така, ние како држава го цениме напорот на председателството со Европската Унија и на францускиот председател господинот Макрон, кој што во пресрет на самитот има негова иницијатива односно на француското председателство во однос на изнаоѓање на решение. Како што информираа медиумите, постои предлог кој што очигледно испратен до Република Бугарија и кој што ќе треба да го разгледаат низ своите институции. Доколку таков предлог стигне усогласен на ниво на сите земји членки на Европската Унија, уште еднаш повторувам дека ние ќе го разгледаме и ќе ги дадеме нашите забелешки. Во однос на внатрешната динамика на политичките односи во Република Бугарија, навистина е тешко да се коментира. Јас во неколку наврати кажав дека ние во овој процес на преговори со Република, односно разговори со Република Бугарија, имавме став, кој што став беше во насока на и пристап во насока на изнаоѓање на достоинствено решение, кој што ќе се базира на европските вредности и како влада и како владеачка коалиција во ниту еден момент овој процес не го политизиравме и не го инструментализиравме за дневно политичка употреба и добивање на еднократни политички поени. За разлика од Република Бугарија, каде што ова прашање беше постојано инструментализирано, политизирано и на крајот гледаме дека стана една од точките на внатрешната политичка борба во Република Бугарија. Што ќе се случува во Република Бугарија, ние навистина не можеме да знаеме, бидејќи тоа зависи од развојот на настаните во нивниот парламент, така да најдобро е тоа да го следиме како и сите други што го прават и за секој нареден настан кој што се случува таму нормално дека ќе бидеме информирани. Во однос на отпочнување на преговори или на неотпочнување на преговори, јас уште од самиот почеток кажав дека ние не треба да се вржуваме за датуми, бидејќи изнаоѓање на решение најмалку зависи од нас во овој момент. Зошто? Затоа зашто Република Северна Македонија има 4 последователни позитивни извештаи од страна на Европската Унија. Ние имаме 45% усогласеност на нашето законодавство со Европската Унија и дури на најголем број на одреден број на поглавја имаме и поголема усогласеност од земји кои што веќе ги имаат отпочнато преговорите со Европската Унија.
што значи дека ние сме комплетно подготвени за отпочнување на процесот на преговори и сега зависи од согласноста на сите земји членки тој процес да отпочне. Дали ние ќе се откажеме? Не, нема да се откажеме. Со оглед на тоа што Европската унија е стратешка цел на нашата држава, исто како што стратешка цел беше за членувањето во НАТО која што ја остваривме, и тоа не го базирам на само како политичка цел, туку и врз основа на емпириски показатели кои што покажуваат дека нашата економија 80% трговската размена ја извршува со земји членки на Европската унија, истото се однесува на странските директни инвестиции, истото се однесува и на нашите граѓани кои што живеат и работат во странство, доминантно во земјите членки на Европската унија. Меѓутоа и натаму разговорите единствено може да продолжат врз основа на европските вредности и врз основа на одредбите од договорите со кои што е формирана Европската унија. Ви благодарам. Вие и председателот Пендаровски вчера кажа дека има некој предлог кој што ќе го разгледуваат земјите членки на Европската унија, но ние не знаеме што содржи тој. Како може се работи за нашата држава, ние не знаеме што се преговара. Видите, прво предлогот го даваат земјите членки на Европската унија, бидејќи ние сме земја која што сака да се зачлени во Европската унија. Врз основа на предлогот кој што тие го имаат, односно ќе го усогласат, бидејќи очигледно тој не е усогласен на ниво на сите земји на Европска унија, бидејќи Бугарија е земја членка на Европската унија. Истиот кога ќе биде подготвен, тој документ ќе биде доставен до нас, доколку биде нормално усогласен помеѓу сите земји членки, бидејќи тој треба да биде усогласен и со Република Бугарија, и тогаш нормално дека ние ќе ги дадеме нашите забелешки, да ги кажат нашите позиции, тие се многу јасно дефинирани во нашето собрание, до кои што се придржуваме. Нема разговори за македонскиот јазик, нема разговори за македонскиот идентитет и решението треба да содржи севкупно решение и гаранции дека со ова веќе нема да постојат никакви други барања во однос на нашето понатамошно напредување во интеграцијата во Европската унија. Премиере, медиумите дознаа дека во недела ќе се сретнете со коалицијските партнери, дали може повеќе детали за ова средба? Дали ќе се разговара за идниот однос на земјата како Бугарија доколку нема датум и дали ќе барате некаква гаранција од нив дека нема да прифаќат предвремено? Значи, ние со сите членови на коалицијата имаме секојдневна комуникација и тоа се однесува на политичките партии кои се во парламентот и на политичките партии кои што се дел од коалицијата, меѓутоа не се во парламентот. Во недела ќе има средба на коалицијските партнери, кои што се дел од парламентот и кои што се дел од владата. На таа средба нормално дека секој ќе го каже своето мислење. Меѓутоа целта на средбата е да направиме рекапитулација на се она што беше направено во однос на справување со кризата во изминатите месеци од формирањето на новата влада. Потоа да информираме за мерките кои што ќе бидат преземени, а кои што се веќе вцртани во ребалансот. Исто така ќе направиме и осврт на кризата, како од аспект на енергетската криза, кризата со растичките цени на светските берзи во однос на храната, во однос на енергенсите, на суровините, како и на војната кои што се предизвикани од војната во Украина, односно од нападот на Русија на Украина, на важноста за водење на економски политики и водење на севкупни политики во државата во насока на задржување на стандардот на населението и унапредување на системот на Република Северна Македонија и усогласување со системот на Европската унија. Нормално дека ќе го реафирмираме ставот за одржување на редовни избори во 2024 година заедно со председателските избори, а што се однесува до понатамошните разговори со Република Бугарија и до нашето пристапување во Европската унија. Оваа коалиција е европска коалиција и во неа сите политички партии кои што членуваат имаат јасна цел и визија за Република Северна Македонија, која што живее европски вредности, која што е интегрирана во НАТО, која што е интегрирана која што треба да се интегрира во Европската унија, која што ги има решено сите внатрешни прашања, која што ги има решено прашањата во однос на сите своји соседи, бидејќи знаете дека во моментот имаме
најдобри односи со сите наши соседи и едно отворено прашање со Република Бугарија, така да тоа ќе биде позитивна средба на која што граѓаните ќе се уверат дека има владеачко мнозинство и влада која што се грижи за животниот стандард на граѓаните и за обезбедување на се она што треба една влада да го обезбеди во услови на најголема криза после Втората светска војна, што е различно од она што го имаме од опозицијата, бидејќи во опозицијата единствено гледаме деструкција, единствено гледаме блокирање, гледаме бойкотирање и што е уште по страшно, а тоа е дека во опозицијата има политички партии кои што се отворено против нашето членство во Европската унија, нашето членство во НАТО и кои што отворено одат по состаноци во Москва во време кога цела Европа заедно со Соединетите американски држави се бори за зачувување на демократијата во сите држави кои што се дел од Европската унија, кандидати за Европската унија и оние кои што сакаат да станат членки на Европската унија. Колку има простор за регионална соработка при ваква ситуација, кога Србија има територијални претензии кон Косово, кон која и постојано повикува Косово да биде дел од Опен Балкан? И колку се може да се дадат гаранции ако Косово стане дел од Опен Балкан да биде третирана како еднаков член, како рамноправен член, ако прифати да биде дел од Опен Балкан? Благодарам на прашањето. Да, јас бев дел од тој панел, каде што зборувавме во еден дел за иницијативата Open Balkan. Меѓутоа, она што го кажа премиерката на Србија се однесуваше на проширувањето со Европската унија. Во однос на иницијативата Open Balkan, таа е оригинална, автентична иницијатива на земјите од регионот во која што учествуваат како членки Република Северна Македонија, Албанија и Србија, и која што се базира на европските вредности. Тоа значи дека основниот постулат на Open Balkan е градење на Балкан во кој што сите соработуваат и тоа на полето доминантно и основно на економијата и на овозможување на слободен проток на стоки, услуги, капитал и луѓе, односно на човечки ресурси, на што се базира нормално и Европската унија. Во однос на позицијата кон Косово, Косово има отворена покана да стане дел од иницијативата Open Balkan и тоа не само од мене, туку од сите премиери и председатели на иницијативата. Вие знаете дека на последниот самит кој што се одржа тука во Охрид на 7 и 8 овој месец, каде што јас бев домаќин, присуствуваа како практично посматрачи и премиерот на Црна Гора, господинот Абазовиќ, како и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина, господинот Тегелтија. Ова иницијатива е практично иницијатива во која што се разговара и каде што се имплементираат иницијативи за баш во овие 4 области. Меѓутоа, иницијатива каде што секоја земја членка слободно може да каже дали некоја иницијатива ќе ја имплементира или дел од таа иницијатива ќе ја модифицира согласно со своите услови во својата држава. Она што е многу значено е што оваа иницијатива е исклучително поддржана од деловните заедници во сите држави. Тоа јасно го покажуваат сите истражувања, меѓутоа и од граѓаните, бидејќи на иницијативата го леснува и движењето на граѓаните помеѓу земјите од Отворен Балкан, а практично тоа е и целта на интеграцијата и исто така и во Европската унија. Ние на последниот самит имавме подпишано веќе договор за меѓусебно признавање на дипломите помеѓу Албанија, Србија и Северна Македонија и сметам дека тој бенефит сака да го имаат студенти и завршени студенти во сите држави, вклучително и Косово. Ние како Република Северна Македонија имаме исклучително добри односи со Косово. Ние сме земја која што го признала Косово и имаме соработка практично на секојдневна или на неделна основа во однос на економската соработка со оглед на тоа што Косово и Северна Македонија имаат високо ниво на економска соработка, меѓутоа и соработка во другите области. Во однос на разговорите, во однос на нашиот став за разговорите помеѓу Косово и Србија, ставот е непроменет дека
решението помеѓу Косово и Србија треба да се изнајде низ меѓусебен разговор на двете држави. Ние како држава тоа ќе го почитуваме и тоа решение и тој став кој што ќе го постигнат Косово и Србија треба да биде на заедничко задоволство и на двете страни, меѓутоа решение кое што не треба да има влијание врз другите околни земји како што е нашата држава. Благодарам.